Добро вечер. Минути за најновите информации од културата. Македонскиот народен театар ја најавува првата премиера во новата сезона Ангели во Америка. Срекна фантазија на национални теми дел 1 и Милениумот наближува. Премиерната изведба е утре во 20 часот. Представата е во режија на Филип Петковски. Македонскиот народен театар новата сезона ќе започне на 1 септември, понеделник, на големата сцена на МНТ со премиерната изведба на представата Ангели во Америка, ремек делото на Тони Кушнер во режија на Филип Петковски. Во представата играат Јордан Симонов, Александар Стојменовски, Стефан Спасов, Илин Јовановски, Наталија Теодосиева, Тања Кочовска, Дамјан Цветановски и Нела Павловска. Ангели во Америка е еден од најизвиканите, најклучните модерни американски текстови. Тони Кушнер, кој е автор на представата, се смета за еден од великаните на американската драматургија, заедно со Тенеси Вилијамс, со Артур Милер, односно се смета дека во тоа доба, во 50-тите, 60-тите, кога се пишувани овие представи, по нив, односно представата напишана во 90-тите, дека го достигнува тоа високо ниво што го поставиле неговите претходници. Се работи за исклучително важен текст кој е во два дела, односно прво е напишан и продуциран првиот дел во Сан Франциско во 90-тите и додека се случувала премиерната изведба, авторот веќе го пишувал и вториот дел. Сакам да нагласиме дека во она што ќе се случи на 1 септември е првиот дел од представата, додека сме во планови вториот дел од представата тековно да го реализираме понатака во наредната, можеби во оваа, можеби во наредната сезона. Што можам да кажам, освен дека бев малце во хаос, нели, да можам да ги спакувам сите тие ликови онака како што мислам дека треба да се спакуваат, онака како што се договоривме со Филип да бидат спакувани според онака како е напишано, зашто е феноменално напишано. Така да се надевам дека ќе успеам во целата таа приказна и да ги одиграм тие 4 лика однака како што треба. И се надевам дека ќе го препознаете тоа во представата. Представата се реализира како копродукција на Сдруженијето за афирмација на театарската уметност Пресврт Скопје и Македонскиот народен театар, со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија, Europe House Скопје, Германската амбасада во Скопје и Сдруженијето Заедно посилни и Gilead Sciences Europe Ltd. Избор од фотографии и цитати кои ја доловуваат суштината на мисијата на една од најголемите хуманистки на нашето време, Мајка Тереза. Да се биде светлина таму каде што има темнина. Се дел од изложбата насловена Мирот започнува со насмевка. Отворена во незината спомен куќа, а по повод 115 години од раѓањето на големата хуманистка. Нашата изложба го носи насловот Мирот започнува со љубовта. Тоа е еден од најпознатите цитати на Мајка Тереза и сочинува фотографии на кои главната представа е насмивката, не само на Мајка Тереза, него и луѓето кои со незината насмевка потикнала тие да се насмевнат. И секоја фотографија е придружена со цитат познат од Мајка Тереза, кој цитати поврзани со љубовта, со мирот, со насмевките. И некако мислевме дека баш во ова време турбулентно, за жал, кое владае во светот, дека една ваква изложба можеби ќе даде една порака каде што една толку навидум обичен гест како насмивката може да разоружа и најтешки срца и да му го поправи на некој денот. Така да се надеваме на таква една инспирација кај посетителите. За колку време ќе биде поставена изложбата? Изложбата денеска се отвара, значи денеска е отварањето во 11 часот и ќе биде во склоп и на постојаната изложба што ја имаме. Ќе биде отворена за посетителите во догледен нареден период, така да ќе имаат можност да ја види секој кој што ќе посака. И за крај на овие вести за уште една театарска премиера.
Во пресред на новата театарска сезона во Драмски театар Скопје се одржа првата проба на представата Куршуми над Бродвеј. Представата Куршуми над Бродвеј е второ гостување на режисерот Ненад Витанов во Драмски театар. Куршуми над Бродвеј е приказна за моралните и реалните убиства зад сцената, односно негова драматуршка обработка и адаптација на познатиот филм Куршуми над Бродвеј, напишан од гениалниот Вуди Ален и Даглас Мекград. Филмот бил номиниран во 7 категории за наградата Оскар, меѓу кои и за најдобро сценарио. Во краткиот опис на содржината на представата, главниот лик е Давид, млад, идеалистички настроен драмски писател, кој неодамна влегува во големиот бизнис на создавање представи. Тој очајно се обидува да најде театар кој ќе ја продуцира неговата најнова драма. Со оваа информација ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам што и денеска бевте со нас.